Благодарам, председателке, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Една кратка забелешка во однос на доцнењето на комисијата. Мислам дека требаше по процедури благовремено да не известите дека ќе каснеме повеќе од 1 час и 15 минути. Но еве продолжуваме понатаму да го разгледуваме извештајот на Судскиот совет во однос на тоа што сработиле за жал во 2020 година, го разгледуваме во декември 2021 година. Почитувана председателке, бидејќи ми реплициравте и при белешките кои што ги забележав, ќе ви одговорам на сите оние прашања и дилеми вие кои што ги поставивте, наместо вие да ми одговорите, вие поставивте одредени прашања и дилеми. Клучно е што за извештај од 2020 година разговараме во декември 2021, веројатно ќе не фати и 2022 година, што е небулозно и несвојствено. Второ, не одговоривте ништо што се случи со акцијскиот план кој што го најавуваа од страна на извршната власт, а секако ве задираше и вас. И се повикавте на тоа дека не сакате да има избор на судии како што било во 96-та, да, точно во 96-та година, во една вечер беа избрани 625 судии. Меѓутоа, овие судии, дел од нив се уште судат и се уште обстојуваат или они, или некој околу нив во судството и во правосудниот систем, а ова беше во насока на прашањето дали се согласувате со генералниот реизбор кој што го најавуваа од извршната власт, односно од премиерот кој што замина Заев и актуелната власт подржувана од СДСМ и ДУИ. Потенциравте дека не се согласувате, да, ова им се идеи кои што им служат единствено предизборно. Тоа го потврдивте и вие, бидејќи се согласувате дека не можело да се изведе оваа постапка да се спроведе на ваков начин како што тие планирале, а со тоа се докажува дека тоа било единствено со цел да се врши заплашување на судиите и политичко влијание врз нив. Констатиравте дека ќе имало недостаток на судии доколку се пристапело кон одредено прочистување во судството, но почитувана председателке, подобро е да не одлучуваат отколку да одлучуваат, односно да нанесуваат неправда. Половичната правда е поголема од неправда. Значи, сите се согласуваме дека она кога ќе се нанесе штета е ненадоместливо во одредени случаи, во одредени постапки, во судските постапки. А вие велите дека ќе немало. Подобро да не одлучуваат, отколку да одлучуваат спротивно на Уставот и законот и да се загрозуваат правата на граѓаните на Република Македонија. Се повикавте на тоа дека не биле обештетувањата од страна на Меѓународниот суд во Страсбург, дека не биле во сума од околу 10 милиони евра, како што самиот министер за финансии потенцираше. Тоа го барав, го потенциравте, ви благодарам на информацијата, со тоа се потврди дека околу 130.000 евра се потрошени за вакви постапки, а се друго е под превезот на тоа дека се исплаќаат пресуди од овој суд, го користите, односно извршната власт го користи и манипулира со граѓаните, односно злоупотребува, почитувани граѓани, преку 10 милиони евра за исплата на извршни решенија кои што се од нивните функционери и носители на власт. Не станува збор само за исплата на обештетување од пресуди за повреда на човековите права кои што се доставени и вратени на дали на одлучување, односно или донесена одлука да бидат обештетени одредени граѓани. Со тоа се потврди дека се потрошени околу 8 милиони денари или 110.000 евра. Се обидовте да ги оправдате и колегите, односно судиите, вие сега сте во Судскиот совет, од Управниот суд, под превезот дека немало просторни услови и материјално-финансиско работење не биле доволни за да можат да ги преиспитаат, односно да ги решат сите предмети, и дека не биле 5000 предмети, туку биле 1541, како тоа да е
некое оправдување. Треба да нема еден ваков предмет, не 1541 и вие го сметате за оправдување дека не биле 5000, биле 1541 предмет не биле доставени до Висшиот управен суд. Каде што потенцирам станува збор за процеси и најчесто прекршоци или одредени казни кои што се однесуваат во управните постапки за царинска управа и други постапки каде што има енормно високи цифри кои што се вртат и затоа се застарува. А ако управниот суд немал простории, па имаме цели згради, еве имаме Министерство за политички систем, зграда поголема од собранието, може ли таму да ги сместите и да им обезбедите? И впрочем, кој е надлежен за да им обезбеди услови? На управниот суд. Па вие сте едни од тие кои што треба да се изборите и да бидат соодветни условите. Тоа значи дека конкретно извршната власт не се занимавала со обезбедување на финансиски средства за судската власт. Зошто? Бидејќи им е од полза да истите не можат да функционираат и да истите ги застаруваат предметите налог на првите луѓе и на извршната власт и на политичките мокници кои што раководат. Зошто го велам ова вака? Бидејќи пред неполна недела зборувавме на оваа тема по овој извештај, со продолжување денес во континуитетни се случуваат скандали. Еве директен скандал кој што вие треба да го превземате и да го санкционирате, односно да превземате одредена постапка, дали министерот за правда, господинот Маричич, како член таму, без разлика што не одлучува и не гласа, ќе поднесе представка против судиите кои што му дале на увид записник од гласање на совет на одлучување во суд. Дали вие ќе превземате одредени конкретни чекори, дали ќе ги санкционирате судиите, дали ќе санкционирате постапки кои што се извадени во јавноста, министерот преюдицира или има релевантни податоци и го има на увид ваквите записници. Знаеме дека согласно членот 124 од Законот за кривична постапка, гласањето на судиите во судски совет се врши тајно, а со тоа се составува посебен записник, одделно од записникот кој што се водат расправите, запечатува во друг плик, кој што стои и единствено надлежен кој што може да го отвори по високиот суд. А вие се уште неизготвена одлука, министерот се дрзнува да поименично повикува одредени судии. Ова е скандал кој што се провлекува цело време во судството. Дали сега министерот ќе одговара за тоа? Дали истиот, пошто е овде член, еве во оваа бројка од 38 Министерството за правда што поднело представки, дали сега министерот ќе поднесе представки токму за овие судии кои што не му дале вакви информации? Овде се поставуваат повеќе прашања, почитуваме председател. Зошто вака поставени судии му дале вакви информации? Зошто? Едно е или истите се поставени по негова директива и сега имат влијание врз него, или истиот сака да ги стави пред свршен чин на незаконито постапување и да ги има во рака во секој момент кога ќе му бидат потребни. Скандал за кој што се уште не слушнавме ништо од судскиот совет да се произнесе и да каже како ќе постапи, дали воопшто ќе се поднесе одредена представка, дали нешто ќе превземе во вакви случаи. Но ова е еден од случаите кој што излезе. Замислете дека ова се случува секојдневно. Односно, без одобрение од министерот за правда, не поминува ни една пресуда во било кој суд што е од поголема вредност. Не поминува ниту една пресуда. Ова само го потврдува континуитетот на тоа, кога премиерот Заев се обидуваше со телефонски јавувања да менува судии во Врховен суд и председатели на судови, сега министерот со телефонски разговори добива информации какви сака, што не смее да ги има, и овде имаме прекршување на многу членови од Законот за кривична постапка, со што повторно ќе потенцирам, се надевам во наредниот извештај ќе ни дадете известување што сте презели по овие случаи. Но ова е секојдневие што ни се случува. Ова излезе во јавност, бидејќи самиот министер ја изведи на виделина, да не кажам неукоста
кое што некои се држнуваат да ја имплементираат во целиот овој систем, со цел да го држат судството во раце. И го држат, ова е уште еден релевантен доказ. Меѓутоа, да не преюдицираме уште колку вакви случаеви има. Со ова се докажува дека секој еден од нас може да биде потенцијална мета за било кој извршител од извршната власт и со тоа претходно министерот да му каже на судијата што и каква одлука да донесе. И никој не превзема одговорност по вакви случаи. Без разлика за каков случај се работи. Не смее и недозволиво е вакво понашање на министер. Впрочем, можеме и да зборуваме за Законот за кривична постапка, може би не му е толку јасен, меѓутоа има советници, бидејќи секако нема и положено правосуден испит, води ресор правда, меѓутоа мора да има советници за вакви работи. И не смее како член на Судскиот совет овде, а и вие како председател, односно како негов прв меѓу еднаквите меѓу сите, да замижете пред ова и да го премолчите и да ни потенцирате, да ни кажувате овде бројки дека имало поднесено од Министерството за правда 38 представки, како што ви кажав, во еден правец, воопшто нема што понатаму се случило со овие представки и што се превземало за конкретно да имаме резултати, да не ни се случуваат вакви работи. Ние се уште не сме го разгледале извештајот за 2020 година, на повидок за 2021 година за извештајот веќе имаме скандали. И како ќе очекуваме подобрен извештај од овој што сега го разгледуваме? Мислам дека со вакво однесување на првите луѓе на извршната власт и земање на здраво за готово на одредени информации кои што самите ги даваат да ја префрлат топката, тоа што повеќе од неколку месеци го потенцираме и односно извршните решенија, што вие го потврдивте и ви благодарам за информацијата, е тоа дека воопшто не станува збор за наивно постапување. Тоа значи смислено сценарио за испомпување на средства од буџетот, контролирање на секоја една постапка што се води во судовите и најчесто се случуваат и пожари во судовите кога треба нешто да го снема, а секако еве и овие предмети кои што стојат и застаруваат, а и за тие што се застарени немаме повторно никаква одговорност. 1540 да го земаме вашиот податок како релевантен, да не преюдицираме и да не калкулираме со бројките од 5000, вие го сметате како оправдување дека не биле 5000. Не треба да имаме еден ваков предмет на застареност или доколку го има, одговорноста да ја преземе оној кој што сгрешил и не постапил дали од небрежност или од со умисла и со злоупотреба на својата службена положба и овластување, бидејќи почитувана председателке, многу од сегашните актуелни функционери се ките на, знаете, поднесување на пријави со по член 353 и став 5 најмногу го потенцираат. Меѓутоа, ова е карма која што во моментот самите запаѓаат во неа, а не се свесни дека го прекршуваат и законот и уставот по сето оно што го превземат. Затоа, како председател на Судскиот совет, ве повикувам да ги превземете, превенирате, санкционирате ваквите појави, да не, кога ќе го разгледуваме наредниот извештај, се надевам во април, да не биде после една година пак, да немаме вакви статистички бројки, но не само статистички, суштински да имаме подобрување во целокупниот систем. Сметам дека има и потенцијал и кадри да се надминат ваквите ситуации, вклучително, уште еднаш потенцирам, не можеме да ги земаме на колективна одговорност ниту сите членови на Судскиот совет, ниту сите судии, ниту сите обвинители. Мораме индивидуално да пристапите, да се санкционираат и да се превенираат поединци кои што го оцрнуваат лицето на сите вака поставени професионални кадри кои што можат соодветно да си ја вршат работата. Меѓутоа, повторно потенцирам, најголемата одговорност за реформирањето на правосудниот систем и на судството токму во Судскиот совет, кој што, доколку застане цврсто на нозе, односно
застане цврсто зад стручност и компетентност, нема да дозволи извршната власт да му врши влијание, нема да дозволи влијание на извршната власт во судството и со тоа целокупниот овој синџир кој што го зборуваме ќе биде многу силен и со тоа ќе се воспостави ред и поредок, а и секако право, правда и почитување на поделба на власта. Ви благодарам.